Почитување, како што претходно најавивме, заедно со Лекарската комара и заедно со трите факултети и декани на трите медицински факултети во Скопје, Тетово и во Штип, реформата на системот на здравствена заштита продолжила со конкретни чекори. Унапредуваме еден од најважните сегменти кои имаат директно влијание врз квалитетот на здравствените услуги кои ги добиваат нашите граѓани, а тоа е системот на специјализации и на субспецијализации. Денес сакам да го представам новиот концепт, кој е директен одговор на реалните состојби и предизвици со кои што се соочуваме кај нас, нашиот здравствен систем. Значи, анализите покажуваат дека имаме тесно профилирани специјалисти со ограничена применливост во државата, исто така недоволна практична подготвеност, особено во итна и во интензивна медицина, како и сериозен притисок врз терциерното здравство кое што се прави. Дополнително, постои неусогласеност со современите европски образовни модели, затоа примарниот фокус на оваа реформа, заедно со трите универзитети и со комората, го ставаме на две клучни области, и тоа интерна медицина и општа хирургија. Во делот на интерната медицина воведуваме засилена практична обука, особено во ургентната медицина и во интензивната нега. Се воведуваат исто така засилени обуки во point of care ултразвукот, како стандардна вештина за секој интернист. Дополнително дефинираме минимални практични интервенции и овозможуваме поголема автономија на специјалистите во нивната секојдневна работа. Нашата цел е образовниот процес да создаде интернист кој може самостојно да управува со комплексни и со итни состојби на секундарно ниво, со поширока клиничка подготвеност за состојби во однос на различни органски системи. Во делот на општата хирургија воведуваме 5-годишен европски усогласен курикулум со широка хируршка основа и мултисистемски пристап кон процесот. Го подобруваме исто така системот на тријажа и создаваме основа за понатамошна субспецијализација. Почитување, ова е еден од начините како директно одговараме на констатираните долгогодишни системски празнини, а внимателно ги слушаме сугестиите од медицинската фела и истите соодветно ги адресираме и согласно нивните сугестии и постапуваме. Ефектите кои очекуваме да бидат постигнати за здравствениот систем се подобра достапност на квалитетна здравствена услуга за нашите граѓани, намалување на упати кон терциерно ниво, подигнување на безбедноста на пациентите и рационализација на човечките ресурси во здравствениот систем. Предвиден е исто така период на односно 36 месеци, односно 3 години по специјализацијата да можат од стара специјализација на нова програма да се префрлат студентите. Новиот модел предвидува исто така едногодишни програми за постојните специјалисти, односно нивно усогласување, како и 2-годишни програми со стандардна надградба на поновите специјализации за постоечките. Нашата стратешка насока, како Министерство и како здравствен систем, е да се движиме и да се враќаме кон широка базична специјализација и субспецијализација, како надградба, примена на принципот на регионализација на здравствениот систем и постигнување на баланс помеѓу општи специјалисти и тесно профилирани експерти од областа. Ова, освен што е образовна реформа, истовремено е системска промена, која ќе донесе подобра достапност до квалитетна здравствена услуга, исто така поефикасно користење на ресурсите и зајакнување на секундарното здравство. Ќе придонесе исто така покомплетен, пофлексибилен системски усогласен медицински кадар врз основа на барањата и потребите, како одговор на реалните потреби во нашиот здравствен систем и на пациентите, како и кадар кој не само што има знаење, туку има и практична подготвеност да реагира таму каде што е најпотребно. Благодарам.
Значи, за крај ги поканувам сите учесници во оваа реформа. Значи, професор доктор Светозар Антовиќ, декан на Медицинскиот факултет во Скопје, професор доктор Невзат Елезе, декан на Медицинскиот факултет во Тетово, професор доктор Катерина Златановска, декан на Медицинскиот факултет во Штип, како и председателката на Лекарската комора, професор доктор Калина Гривчева Старделова. Повелете.